Благодарам, председателе. Како што кажавте, денес е последниот ден од општата расправа. Го разгледуваме овој последен буџет на криминалното дуо СДСМ и ДУИ. И тоа е единствената можеби убава работа овде што ќе се спомне. Знам и јас и колегите, на сите обуки кај што сме биле, ни укажале дека секој говор треба да се отпочне со некоја досетка, да се разбие атмосферата, да се направи малку поприфатлива или слично, или цитат. Бидејќи ке нас состојбата во државата не знаеме уште да разграничиме дали ни е за смеење или за плашење, повеќе за плашење. Ни останува да отпочнеме со цитат, а ја одлучив да отпочнам со цитатот на нашиот стратешки партнер од вчера, каде што вели: нашите напори и нашите санкции не можат да поправат епидемијата на корупција во Република Македонија. Истата изјава е дадена по повод ставањето на листа, на црната листа на Соединетите Американски држави, на поранешниот вице-премиер на владата на СДСМ, по основ корупција. Оној за кој што укажувавте дека ќе среди економијата, си го средила економскиот аспект од комплетна корупција. И тоа не е само така. Имаме ситуација покрај вице-премиерот обвинет за корупција, два генерални секретари на владата, исто така во остатокот од мандатот од овие 6,5 години, осудени за криминали повеќе милионски изразени во евра. Во исто време, кога директорот на Фондот за здравство ви укажува дека 90% од парите што ги трошат клиниките се трошат ненаменски. Во исти момент, кога Државниот завод за ревизија ви укажува дека милиарди се потрошени нетранспарентно, каде што ви кажува дека дополнителни милиони евра се потрошени во постапки каде што се утврдени неправилности. Во услови кога граѓанскиот сектор ви укажува дека секој трет тендер е наместен, а каде што фирмите тврдат во испитувањата дека секој втор тендер е договорен. Од тој аспект гледано, не знам колку има смисла расправата за еден буџет, кој што во формата можеби е запазена, но суштината се движи натаму. Не можете вие во држава потопена во корупција да барате мерки, резултати и проекции кои што ќе бидат реализирани од еден буџет. Не постои идеален буџет, се сложуваме. Затоа имаме дискусијата да видиме каде што можеме да интервенираме. Ќе имаме ние амандманска интервенција со голем број на амандмани, со цел нашиот поглед да го рефлектираме, но какви да се замислите, вие имате еден организам, еден паразит, една криминална клика која што го цица токму овој буџет кој што ние сега треба да го разгледуваме и буџет кој што мораме да кажеме дека не ги осликува потребите на граѓаните. Да, имавме многу дискусии во оваа расправа тука и од представниците од власта, и од представниците на опозицијата, многу бројки, многу видици и така натаму. Точно е, голем дел од граѓаните не ги разбираат бројките, но сите ги чувствуваат последиците. И граѓаните, и фирмите, и граѓанскиот сектор, сите. Лошите политики на оваа влада, кои што се рефлектираат со поразителни податоци. Дел од нив се рефлектираат преку иселување, дел од нив се рефлектираат преку бројот на затворени фирми, Скопје е рекордер патем кажано, и општото намалување на стандардот на граѓаните. Оваа влада се покажа дека не се снаоѓа баш најдобро во однос на подобрувањето на условите за живот на граѓаните и на фирмите, но затоа една клика, неколку семејства од ДУИ од СДСМ и како има добар бенефит. Како поинаку би можеле да укажеме дека 600.000 граѓани ни живеат на работна сиромаштија? Како поинаку би можеле да се споредиме со нашите комши од регионот, кај што има двојно поголем раст на БДП, но еве и ние да не останеме покоси, па ние имаме двојно поголема инфлација во изминатиот период од самиот регион. 25 милиарди евра потроши оваа влада во изминативе 6,5 години. 25 милиарди. Ниту еден од нас овде не може да наброи 5 проекти кои што би биле реализирани или кои што можеме да се гордееме. Оваа влада со 25 милиарди евра, тоест неколку влади на СДСМ и ДУИ,
Со 25 милиарди не успеа да решат ниту еден проблем, но затоа успеа да генерираат серија на нови проблеми. Зошто го велиме ова? Бидејќи пред нас имаме буџет од 5,5 милиарди евра. 5,5 милиарди евра. Пред само неколку години, во 2018 година, беше 3,4 милиарди евра. Или по-конкретно 210 милиарди 536 милиони денари. Следната година беше 3 милиарди и 700, 2024 милиарди и 100, 2021 4 милиарди и 370 хиляди, 22 4 милиарди и 400, минатата година со истиот буџет, со истите флоскули, со истите фрази, со истите оправдувања, 5 милиарди 268 милиона, за оваа година да имаме 5 милиарди и 500, што е навистина премногу, неодржливо, ниту пак реализирано. И добрата вест е што овој буџет е една од првите работи што новата власт ќе ги направи, ќе биде ребаланс на истиот. Дефицитот ќе биде оваа година 33 милиарди 510 милиони, 63% јавен долг. 8,3 милиарди мислам дека веќе стигнавме оваа година. Тоа се идентичните проекции, идентичните работи кои што укажавме минатата година при расправата на минатиот буџет. Кај што не рековте, нема тоа така да се случи. Сега велиме, доколку се задржи истата тенденција, ќе имаме 9 милиарди на крајот на следната година. Па вие кажете ми како се движиме и што се движиме. А при тоа некој наивно повторно укажува дека акцентот е бил ставен на капиталните расходи. Дека повторно ќе снимале развоен буџет. Нема тука развоен буџет. Немаме тука развоен буџет кога најголемиот акцент на представниците на мнозинството при бранењето на овој буџет се пакетот на антикризни мерки. Како можете да ставите во исти кош развој и криза? Континуирана криза. Неколку кризи во континуитет. Криза каде што ниту здравјето, ниту безбедноста, ниту нормалните деловни постапки не се обезбедени или се под знак прашање. Ние велиме за капитални расходи, а секоја година знаеме дека на крајот од годината доаѓаме со прераспредел и токму таму се крати. Пазете, ве молам, имаме ситуација да не го спомнуваме веќе Кичево Охрид. Цела деценија не може да се заврши. Па имавме големи хвалоспеви на истата оваа говорница од страна на власта дека Блаце 2 километри автопат ќе биде направен, не е ни почнат. За каква реализација станува збор? Немаме железнички транспорт. Еден мост го имавме, не можете ни го сандирате, немаме проток на стоки до нашиот јужен сосед. Во самиот буџет дури гледаме и ставки дека стоат се уште Скопје и Штип клиничките болници. Зар има ли некој што може да поверува дека оваа власт на ДУИ и на СДСМ ќе направи еден чекор на тоа поле? Но затоа можеше да укажат барем колку камати плативме за раскинувањето на договорот. Колку милиони евра беа тоа? Колку школи, колку градинки, колку услови, колку лекови можевме да покриеме само со каматите што ги дававме? Треба ли ги спомнуваме и другите камати од претходниот период на име одобрени на неискористени средства од кредити? И понатаму ќе кажуваме дека овој буџет ги осликува проблемите на граѓаните. Не ги осликува, затоа се протестите. И нема веќе категорија на граѓани каде што не се засегнати. Каде што секојдневието е само полошо и само полошо. Капитални инвестиции. Ние наоѓаме во самиот буџет буквално копи-пейст на зборовите објаснувањата што ги имаме неколку години наназад. Не се само примерите што ги кажавме на овој случај. Имаме серија на примери, не знам, еве да фатиме за гасификацијата на пример. Истиот план кој се повторува неколку години без никаква реализација. Дали треба да повторуваме? Мене ми е непријатно да ги прозивам колегите, бидејќи верувале на владата што им кажала дека да, следната година ќе биде нешто направено, па грчевито се бореа овде дека наредната година ќе била развојна, наредната година ќе била година на инвестиции, наредната година, а ние секоја година имаме само криза и криза. Истиот текст како што беше содржан во буџетите за претходните години. 21, 22, 23 и еве го во 24 година истиот текст. Но и после 3 години нема никаква реализација на наведеното. Се разбира аналогно на тоа не очекуваме и во следниот период. Еве конкретно за трасите. Скопје Тетово Гостивар. Оваа траса требаше да биде продолжување на изградбата што веќе беше почната делницата претходно.
додека ВМРО ДПМН не беше на чело на владата. Требаше да биде изградена пред 4 години. Таа почна од 2016 година, но со овој предлог буџет се потврдува пробивањето на рокот и пролонгирањето на изградбата за плюс најмалку уште една година. Дали некој од вас може да ми укаже на некаква активност градеж на нова делница, нова траса? Во контекст на наведеното, треба да споменеме дека средствата од заем на Deutsche Bank и Erste Bank ги обезбеди претходната влада. Не искористени, повторно си течат камати како за ние претходните примери што ги кажавме. За делницата Гостивар Кичево, комплетна проектна документација има, после цели 8 години, не цели 8 години владење на СДСМ и ДУИ, никакви активности за почеток на градбата. Збориме за стратешки проекти. Говориме за проекти кои што и текако ќе ни помогнеа во претходниот период. Говориме за проекти кои што дискусиите за енергетската криза ќе беа многу поподносливи. Свети Николе Велес, најавувана исто така не цели 8 години. Проверете во подпрограмите на Министерството за економија и Министерството за транспорт, ќе видите дека нема доволно средства. И ова нема да биде реализирано. Можеме да укажеме од она што досега го знаеме од оваа влада, знаеме што ќе биде реализирано. Оние нетранспарентни договори, оние што се кријат од јавноста и што коштаат стотици милиони евра, што досега беа преку 200 милиони евра исплатени, а немаме ништо на терен. Да, тие би требало, таму се директно засегнати од врвот на СДСМ и ДУИ. Говориме за развој. Дали треба да ги коментираме развојните подпрограми, например, во самиот предлог буџет. Реконструкција на згради, ово е во делот кај владата, минус 46%. И на вака зголемен буџет, мегаломански. Пазете, говориме за проблеми кои што биле укажувани, за проекти што биле укажувани уште наназад години, кога беше буџетот 3,4 милиарди евра. Каде што не се снашло простора се направи, каде што не било реализирано, а сега ќе намалуваме ставки. Значи, не само што нема го реализираме, туку оваа влада има приоритет на други места. А пари има. Затоа ги напоменувам овие, да нема забуда. Изградба и реконструкција на објекти во одбрана. 29%. Од милиарда сега 700 милиона. Говориме за НАТО членка кој што си има обврски, кој што мора да биде во тек со современите текови. Ако го велиме веќе современи текови во одбраната, по делот на модернизација во Министерство за одбрана, 0. Комплетно избришено. Министерство за внатрешни работи. Намалување од малтене 10%. Понатаму, управата за извршување на санкции, бидејќи говориме одговорница на држава во која што оваа влада промовира и практицира политики на неказнивост и неодговорност, кај санкциите намалување од 20%. 216 милиони, денес имаме предлог од 173. Еве уште едно, Министерство за финансии и функции на државата. 49% намален основниот буџет. Да не губиме време, нема влегувам во детали. Понатаму, Министерство за економија, 20% намалено кај помош при транзиција и институционализација. Ова ќе го врзам понатаму со IT делот, бидејќи се темелеше буџетот на развој на дигиталните решенија. Дирекција за технолошки индустријски развојни зони, 24% помалку. Говорите ми после за странски инвестиции, напорите на владата што ги прави, каде е нејзиниот фокус и бенефитите што истите ќе ги добијат за граѓаните во Македонија. 55% исто технолошки индустријски развојни зони, од 270 на 120. За колекторскиот систем, колешката не ја гледам тука, имавме дискусија, посебен закон направивме. Државата го превзема работењето на предпријатието.
Целта беше да се чиста долговите, да се заокружи колекторскиот систем. Целта беше да се направат и пречистителните, да се имаме развој и да се обезбеди развојот на целиот Охридски регион. Во меѓувреме се промени локалната самоуправа, одеднешка интересот намален на владата за 25%. Динамиката на реализација можеме поединечно да говориме, но ова е само да видите какви двојни стандарди има и каков мајндсет има и пристап владата. Водовод и канализација на општините. Ова е по транспорт и врски. Од 6 на 1, 83%. Зошто? Водовод и канализација за општините уште една ставка, од 191 на 2. Дали тоа мислите да ги казнувате општините или ги казнувате граѓаните? А пазете, кога говориме веќе за единиците на локална самоуправа, таму имаме и највисокиот степен на реализација на проектите. И она малку развој што го имате во однос на капиталните дела што може да се пофали генерално државата е токму кај општините. Не е во овие други институции на владата. Понатаму, Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство. Намалување на секој чекор. Зошто? Може би зашто филолог Саевте да го раководи Министерството. Од 545 на 279, преполовен. Дали знаеме колку ни е важно? Дали треба да посетуваме какви проблеми имаме со храната? Дали ги задоволуваме потребите на населението за храна? Колку имав инфлација на порастот на цените на храната? Дали може би се запрашавте дека токму тоа е причината што имаме двојно поголеми цени од регионот? Дали може би ова мерката е со кој што ги решавате проблемите? На 5,5 милиарди евра буџет. И тука се хидросистемите. Најголем дел КСП-њето. Зетовица 116 на 31, програма за наводнување на Јужната долина од 80 на 48 со намалени 40%. Огромни проценти се. Ајде да разбереме 8, 10, дори 12% во некој услов можеме да дискутираме. По 40% не планирало ништо да се направи. Или немале капацитет, или биле неспособни, или имаат некоја трета намера. Понатаму. Министерство за труд и социјална политика. Од 434 на 139. За млади и спорт. Од 150 на 115. Говоревме за вредностите на младите, говоревме за потребите и програмите, говоревме за нивниот развој, говоревме за начините како да се обидеме да ги зачуваме во државата со намалување од 23%. Збориме за подпрограмите, како што кажав. Понатаму, за здравство. Реконструкција и дограда, повторно капитални, повторно кратење. Од 142 на 135, 5%. Ајде, тука ќе бидеме толерантни, нема да ги коментираме за овој дел. Но ова е неприфатливо. Па уште сме биле и поекономичен пристап, а болницава во Кичево и изградбата на клиничниот центар во Скопје и во Штип сте ги намалиле проекциите. А милионски евра за камати да раскинат договор исплатиме. Ќе треба да исплатиме. И има ли некој на видик дека нешто ќе биде направено, имајќи предвид дека половина година ќе биде изборна година. Така да, владата не е искрена, имаме буџет кој што не ги осликува реално потребите на граѓаните, имаме буџет кој што ги проби фискалните принципи уште на првото доносење, 163% најверојатно што ќе стигне јавниот долг. Имаме ситуација каде што повторно Светската банка, ММФ и сите други ни кажуваат дека ќе имаме поголема инфлација од тоа што го проектираше Министерството, односно Народната банка. И имаме состојба во која што немаме задоволни граѓани и имаме разочарани фирми и граѓански сектор. Времето ми стекува, се надевам дека во репликите ќе можам да ги опфатам и другите делови. Благодарам.